Еве се наоѓаме на градскиот пазар во Берово. Четврток, уште неколку дена пред Великден, пред големиот празник Великден, каде што е навистина голем интерес од граѓаните, еве да се снабдат со потребните продукти и потребните работи за големиот празник Великден. Навистина овде е овој четврток гужва. И ќе прошетаме да видиме како е, дали се задоволни пазарџиите кои што ги има тука од многу градови. Посебен интерес граѓаните имаат за купување на јајца. Тоа е и нормално пред големиот празник кој што ни следува за 3 дена. И сега ќе поразговараме малце со некои од нив. А кој искаш да држиш? Пазарот е преполн, можете да видите. Па и нормално во пресрет на големиот празник Великден. Добар ден, да ве прашаме нешто, може ли? Накратко да ни кажете, еве, граѓаните пред Великден купуваат ли, како сте задоволни од продажбата? Зима денеска, фала Богу, избегнаа на пазар. Има ли понуда добра? Има цените? роба, има. Малку се покачени, красивичка не е покачена, но ова е се иште. Значи се е во ред, задоволни сте од... Да, беречат персон. Добро, ви благодариме. Задоволни и продавачите. Добар ден. Накратко да ве прашаме нешто, може ли? Не мене. После 3 години сум на пазаре. Добро. Нема проблем. Како што можете да видите, последниот четврток пред Великден, пазарот е преполн. Да ве прашаме накратко, дали сте задоволни од посетеноста на пазарот? Добро е, денеска е добро, ама сал денеска е това. Толку. Дали како е со цените, како е Празнични. така? Празнични. Не е до нас, ама това е. Граѓаните купуваат без разлика на цените? Па са, това е това. Добро. Купува. Значи без разлика на цените, граѓаните купуваат. Здраво. Можете да најдете се
овде на пазарот. Беровчани заинтересирани да се снабдат со потребните продукти и потребните работи за големиот христијански празник кој што ни следува за неколку денови. Čekam da mi mek. Ajde, čim si tako? Тетко, може ли да ве прашаме нешто? Дали е скап пазарот? Може ли накратко? Еве овде можете да си купите и цвеќиња, најубави цвеќиња. Заинтересирани се нашите граѓани од Берово. Добар ден, тетко, да ве прашаме нешто. Дали е скап пазарот? Арен си е пазара, кој има пари арен си. Да. Се снабдивте ли со потребните продукти за празникот Великден? Сине са пазаруваме по нешто. Многу нешто не сме земали, нема пари, пензионери сме и това е това. Добро, тетко. Место нема. Место Од това нема? што знаем, нема. Ако има некаде по едно килце свинско и това. А јајцата скапи ли се според вас или не? Па има и поевтини и поскапи. Значи Ако ворете искаш ги. по-ситничките, значи поевтини. Ако искаш поедри, поскапи се. Среќен ви празник. Фала и се истина најдобро. вас. Еве тука сме со еден наш беровчанец кој што на пазарот нуди најразлични овоше, зеленчук. Еве ќе го запрашаме за интересот на граѓаните како е еве пред Великден со цените како е. Кило и половина това. Само за кратко, навистина интерес има. Па да, има интерес за празникот. Цените малци се покачени, што нормално е. И тоа е. Има раздвиженост поголема денеска. Ама цените се покачени оздолу од Кванташки пазар. Не сме ние виновни за тоа. И секоја година е тоа така, тоа е нормална работа. Без разлика на цените, граѓаните се Да, си купуваат за празникот, сите сакаат да се прослават и тоа е. Добро, ви благодариме. Фала ви на вас. Да те питаме нешто, тетко, скапо ли е? Скапо е, да. Ама морате да си купите. Мора да се вземе, мора да се яде. Фамилията тера ядење. Ние на тези пензии скапо, прескапо. С 14.000 пензија не се изрегува. За празникот Великден се снабдивте ли со потребните продукти? Скапо, да. Минатиот пазар беше 40 денари креставица, сега 100 денари патлиџан, исто така и... Но сепак ќе мора да купите за празникот Мора, за Великден. празниците мора да јадем. Добро, ви И е благодариме. Ала, благодарим. И покрај покачените цени во пресред на празникот Великден, сепак граѓаните купуваат, беровчани купуваат, традиционално се подготвуваат за празникот кој што ни следува за 3 дена. И покрај малите пензии и плати како што наведуваат претходно и можете да слушнете, сепак мора да се снабдат и да се обезбедат за празникот Великден. Ја дам ја остави, нема никој да земе. Еве тука можете да ги видите прекрасните домашни јајца кои што се произведени во Русиново и во Берово и кои се неопходни за празникот Великден
граѓаните масовно купуваат, како што можете да видите. Evo, srećni praznici. Koliko na 10? Od malenките ли? Маленки. 70 дена. 10. Еве, тука сме со наш продавач од Берово, кој што произведува најубави домашни јајца и ќе го запрашаме, еве, за празникот Великден, купуваат ли граѓаните јајца и дали се накачени, како е со цената? Купува се, доволно се купува и повеќе што треба. Не е покачена цената, намалена е цената Така. за празниците. И имаме потрошок. Голема потрошка. Раздвиженост има. Да, раздвиженост многу. Така. Добро, ви благодариме. И еве, тоа е од последниот четврток пред големиот празник Великден. Да сумираме дека и покрај накачувањето на некои цени на овоќе и зеленчук, сепак граѓаните на Берово купуваат, а додека неопходните продукти како што се јајцата се намалени, задоволни се и продавачите и купувачите. Тоа е нормално за Великден. Ви благодариме и доколку не сте се снабдиле со потребните продукти, еве, повелете на градскиот пазар, раздвиженост има,